Израел е оптоварен со внатрешни поделби и масовни протести поради реформите на судството што ги бара владата на премиерот Бенјамин Нетањаху. Аналитичарите велат дека Иран и неговите регионални прокси сили ги гледаат домашно политичките тензии во Израел како знак на слабост. Демонстрантите и повеќе од демонстрациите е порака од некои резервни офицери и пилоти во Израел да не се огласат ако бидат повикани да служат. На непријателите им се дава впечаток дека Израел се распаѓа. По судирите меѓу израелските војници и палестинските верници во џемијата Ал-Акша во Ерусалим за време на Рамазан, десетици ракети беа истрелани врз Израел. Израелските власти велат дека ракетните рафали од Либан на север и Газа на југ биле оркестрирани од Иран. Тврдокорните лидери на Иран, наречени режим на мулата од некои израелски аналитичари, неодамна воспоставија врски со поранешните противници, како Саудиска Арабија и палестинскиот Хамас, со цел да се консолидираат регионалните сојузништва против Израел. The Mullah regime, in the right time, in the right circumstances, Режимот на Мулат во вистинско време, околности и услови ќе го започне оно што во воена перспектива беше познато како војна на повеќе фронтови против Израел. Израел истовремено ќе се соочи со масовен напад извршен од ирански платеници од различни арени. Повеќето го обкружуваат Израел, главно Либан, Сирија, појасот Газа и можеби некои други подалечни кругови. Ова е концепт кој во израелската стратешка безбедносна перспектива е познат како огнен прстен. Додека Иран ги зајакнува своите конвенционални способности и ги вооружува своите регионални представници, исто така развива и нуклеарна опција. Израелските власти веруваат дека Иран е само неколку недели од тоа да има доволно нуклеарен материјал за бомба. Мислам дека Иран е многу близко до бомба и дека има способност да произведе бомба. Тоа е голема закана за Израел. Сепак, јас исто така не гледам дека Иран ќе го искористи оружјето. Мислам дека причината за поседување на бомбата и способноста за производство е главно за одвраќање на заканите. Иран е рационален играч. Техеран покажа уште од револуцијата во текот на 4 децении дека интересите, државната политика се исто така важни, заедно со идеологијата. Израелските власти дебатираат дали нуклеарниот Иран би представувал екзистенционална закана за нив. Но тие велат дека Израел е подготвен да се брани од каков било нуклеарен или конвенционален напад кој доаѓа од Иран и неговите регионални сојузници.